Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Ке преминеме веднаш на темата. Што ме скоро 5 до 11. Значи имаме 5 минути за проповед. Шаблонски гледано. Денес нема да имаме четврти дел од младиот Давид, туку проповедта ќе се вика Давид и Голијат. Ова е чисто формално за насловот. И неко продолжуваме. Како? Давид и Голијат. Во заграда може или повеќе би сакал другата сабота да одржам посебна тема како последица на ова, под наслов Верата и дрскоста, врз база на други библиски примери и цитати од Духот на пророштвото. Но сега сме уште кај Давид и Голијат, па да се вратиме кај нив. Прва книга Самуилова, која глава? 17 се разбира. 17, вака нафрлам прашања за да мозокот остане вклучен, да не се исклучи додека зборуваме и читаме. Значи, доаѓаме кај самиот момент кога Давид решава да го прифати предизвикот на джинот Голијат, кој што цели 40 дена ја срамел израелската војска на чело со царот Саул и ја плашел истовремено. Беа исплашени и од што беа исплашени не им беше толку грижа да се срамат. Посилен беше стравот отколку срамот. Давид, рековме, по Божие провидение се нашол на самата битка, на местото на настанот, бидејќи тој воопшто не бил војник. Туку татко му го испратил да однесе храна на своите браќа и да се распраша за нивната состојба. Ке 21 стих прочитавме, тогаш израелците и филистејците се распоредија војска спротив војска, затоа што до тогаш никој не го прифаќал предизвикот на Голијат и поминувало времето, изгледало дека двете војски ќе се судрат како војски. Давид го остави товарот кај чуварот на логорот и потрча кон бојниот ред, дојде и ги запраша браќата своји за здравје, и ете, додека тој разговараше со нив, силниот човек, кому му беше името Голијат, филистеецот Гет, излегуваше од филистејските редови и ги кажуваше истите оние зборови, и Давид ги слушна. Сега да не ги читаме и да не ги повторуваме истите стихови повторно, да се сетиме дека кога Давид првпат ги слушнал овие предизвикувачки зборови, за разлика од сите израелци, начело со царот Саул, Давид е единствениот кој што реагира на овие зборови со поинаков дух од нивниот. Значи, нивниот дух е плашлив, дух на плашливци, а Давидовиот дух е каков? Храбар. Сега, прашањето што сакам да размислуваме е
од каде потекнува храброста на Давид? Значи, Давид реагира и вели: кој 26 стих, и Давид им рече на оние што стоја со него: што ќе му направат на оние што ќе го уби оној филистеец и ќе го симне срамот од Израел? Зашто кој е тој необрезан филистеец што ја навредува војската на живиот Бог? Уште еднаш да ја нагласам оваа разлика од минатата сабота. Значи, додека Голијат израелската војска ја нарекува робови Саулови, и израелците немаат никаков приговор на тие негови зборови и самите се чувствуваат како робови Саулови, немаат против тоа ништо. Давид покажува едно поинакво сваќање. И тоа е изворот на неговата храброст и изворот на неговата вера. Давид, за разлика од останатите израелци, не ја гледал својата војска како робови Саулови, туку како што? Како војска на живиот Бог. Не го есапел ниту Саул за цар, ниту себе си, бидејќи веќе бил помазан на негово место, туку го гледал Бога како цар на Израел. Ја гледал теократијата, ја гледал Божјата држава. Затоа псалмистот ќе напише, истиот овој Давид, само во позрели години: блажен е народот кој му е цар, кому Господ му е цар. Блажен е народот кому Господ му е цар. Ваквиот дух на Давид бил навреда за плашливите израелци. И тоа е многу логично, нели? Затоа Елијав, оној првиот, значи, негов брат најстар, кој што по својата става и изглед дури го прелажал Самуила дека тој е сигурно новиот цар. Но и овој Елијав, обземен од плашливост, чисто нормална човечка реакција, кога се соочуваш со надмокен противник. Кој не би постапил вака како сите израелци пред да дојде Давид или освен Давид? Нормална човечка реакција кога се соочуваш не со некој рамен противник на себе, не со некој послаб противник од себе, туку со каков противник? Со надмукен, многу посилен противник од себе. Грешната човечка природа, кога ќе се најде во ваква ситуација, да се соочи со надмокен противник, било каков да е, сега не мора да тоа да биде физички конфликт или војна, со било каков проблем, значи, кој што е преголем, залак. Ама ете проблеме, значи, не е нешто што може да се избегне. Дури и понекогаш не е нешто што може да се одложи. Реагира на два начина. Или со плашливост, значи коркачки начин. Тоа е природно својство на грешната човечка природа. И која е втората можност со која што може да реагира грешната човечка природа кога се соочува со надмокен противник? Освен со плашливост, втората можна опција е со дрскост. И тоа го направи Милошевич, кој го споменав минатата сабота, против НАТО пред 20 години. Кажав исто така, дека атеизмот не може да ја разликува верата
од дрскоста. Духот на пророкство вели, и следната сабота ќе го покажам тој цитат, постои јасна разлика помеѓу верата и дрскоста. Меѓутоа, неверниот човек не може да ја гледа таа разлика, затоа што е неверен, не може да ја гледа верата. Не ја препознава вера. Бидејќи нема искуство што е тоа вера, не може да ја гледа разликата помеѓу верата и дрскоста. Пред да продолжиме, ставете привезок кај 1 Самуилова 17 глава, да почитаме некои зборови што самиот Христос ги кажува како совет. И тоа како озбилен совет. Бидејќи Христос се што кажал и мислел озбилно. Прва во Матеј 5 глава, да отвориме во Матеј 5 глава, во 25 стих ќе се подсетиме на овие зборови. Значи, кога имаш конфликт со некого, сега без оглед дали е и слаб, дали е силен тој противник. Еве, например, кога имаш со некого проблем на суд, или кога мислиш дека треба да го реши судот вашиот меѓусебен проблем, да се расправате со судови, адвокати и така натаму. Што вели Христос? 25 стих, Матеј 5:25. Измири се со противникот твој на време, уште додека си на пат со него, за да не те предаде на судијата на служителот и да бидеш фрлен в затвор. 26 стих. Вистина ти велам, нема да излезеш од таму, се додека не ја дадеш и последната пара. Значи, Господ што советува кога имаш конфликт со некој човек, со било кого, непознат сосед, некој незгоден на работа, можеби, или било кој. Сте имале конфликтни ситуации, сте имале луѓе кои што се незгодни, со кои што лесно е да се скараш. Што советува Господ со такви луѓе? Значи, Господ, семокниот Господ, семокниот Господ дава совет, измири се. Гледај, значи, да се, попрво да се измириш. Гледај, избегни суд. Избегни ги овие трошоци за кои што зборува во 26 стих. Гледај да на време да се измириш. Како пример го споменав Милошевич, имаше шанса на време да ја избегне војната и бомбардирањето. Значи, можеше да се измери. Еве, например, што вели Лука 14 глава. Лука 14 глава да отвориме. Се сеќавате на овие Христови зборови. 28 стих. Лука 14, 28 стих, па надолу. Зашто кој од вас, кој сака да содзида кула, вели овој превод, ја мислев дека е куќа, нема да седне најнапред, за да направи сметка колку ќе чини и дали има се што е потребно за незиното довршување. Логично, нели? Воспротивно, ако веќе ги поставил темелите, а не може да ја доврши, што? Сите што гледаат ќе почнат да му се смеат и да зборуваат, овој човек почна да дзида и не може да доврши. Добро, вториот пример. Или кој цар, кој тргнува во војна против друг цар, нема да седне најнапред да се посоветува, може ли со 10.000 да издржи пред оној што иде против него со 20.000. Во тоа време бројките, во повеќето случаи, освен кога била во прашање македонската фаланга на Александар Македонски, бројките во тоа време играле улога за силата на тогашните војски.
Христос советува, значи, дека е мудро, ако може да се избегне војната, и вели 32 стих, ако не може, значи ако процени дека не може да се бори со него, со својот противник, додека е другиот уште далеку, ќе прати пратеници и ќе моли за мир. Овие два примера Христос ги кажува во друг контекст. Меѓутоа, сакав да се подсетиме на нив. За да разбереме дека верата не е дрскост. Верата подразбира да направиме се што е во наша мок, да го решиме проблемот, ако треба и без конфликт и без војна. И ако сме направиле се што е во наша мок и тоа не успеало, тогаш, ако мора да има војна и конфликт, тогаш може со храброст, но тоа не е доволно, туку со вера може да се потпреме на Божијата мок и од него да бараме помош. Но откако сме направиле се што е во наша мок, да се избегне конфликтот, или се што е во наша мок, што е можно подобро да се подготвиме за него, ако веќе не може да се избегне. И сега, дали Србија постапи вака според Господовиот совет? Не. Тогаш Србија можеше да прифати услови кои што се многу подобри од денешните, во кои што се наоѓа. И мене не ми е чудо што Србија ги губи, како што споменавме на почеток, во врска со ГМО, сите сегашни битки. Јас сега Србија земам како најблизок пример, бидејќи ова више не го нарачунам за држава одамна. Србија сега губи. Зошто губи? Затоа што не се однесува според Господовите принципи. Ја споменав енциклопедијата, од која што прв пат како дете, како атеист, како неверник, научив за Давид и Голијат. Таму пишуваше една ваква реченица, на српски беше, и се уште ја имам дома, како наравоучение. Пазите, каков заклучок извлекол комунистичкиот ум, што значи атеистичкиот ум, каков заклучок извлекол атеистичкиот ум од Давид и Голијат. Значи, не беа толку безобразни да ги порекнат Давид и Голијат, дека тоа е измислена приказна и дека не постоеле, како што знаат за други библиски настани и случувања. Но заклучокот што го извлекле е ваков. Ако су одлучни и храбри, мали и нејаки могу победити велике и јаке. Разбравте ли треба да преведа? Ако се одликуваат со решителност и храброст, малите и слабите можат да ги победат големите и силните. Дали е ова точно? Не е точно. Може би Србите вака размислува пред 20 години, дека е доволно да се има, бидејќи Србите ги одликува, за разлика од коркачлукот на еден куп околни народи, Србите ги одликува храброст. Заради тоа своје динарски гени, што би рекол Милош Богдановиќ. Србите ги одликува храброст, како и евреите, впрочем, и евреите знаеле и сега, и ден денес, неразумно, само со храброст, неразумно да влегуваат во конфликти во кои што не мораат. Но, кога се работи за храбри луѓе, по природа храбри луѓе, кај нив, како што имаме и ние еден таков случај, кај нив
проблем, најчесто проблем е што кај таквите луѓе се јавува дрскост. Кај природно храбри луѓе, што не се плашат, значи не се по природа кукавици. По природа се храбри, таков е карактерот, но кај нив најчесто нивната, значи, грешна природа, ако не реагира со кукавичлук, реагира со дрскост. Тоа се тие две реакции што ги споменав пред малку. Грешна човечка природа, кога се соочува со голем проблем, со надмоќен противник, многу посилен од себе, реагира или со кукавичлук, или со дрскост. Најчесто со кукавичлук, но има по природа такви луѓе кои што не се плашат, но кај нив знае да се појави дрскост. И едното и другото е се разбира кога се нема вера. И постои јасна разлика помеѓу верата и дрскоста. Како реагирал Давид? Дали реагирал со кукавичлук? Гледаме не. Елиев пак, кој што бил исто така коркач како и сите други израелски војници, начелно со царот Саул, луд што неговиот најмал брат покажува ваква храброст, го укорил, велејќи, зошто си дошол тука и на кого ги остави оние малку овци во пустината, јас ја познавам твојата дрскост и твоето лошо срце, ти си дошол да ја гледаш борбата. Го почитав и тоа, Сеирот, филмот. Сега, да не ги читаме сите зборови. Да прескокраме веднаш на 32 стих. Значи, неверниот ум во Давидовиот случај ќе препознае храброст, но нема да ја види верата и ќе ги помеша, бидејќи е неверен, не ја препознава верата, и ќе направи збрка помеѓу верата и дрскост. Многу е лесно да покажете дрскост, и тоа е грешка што ја прават многу верници. Многу е лесно да покажете дрскост, а да мислите дека е тоа вера. Многу е лесно да посакате Господ да направи чудо и дури да го барате тоа, и да мислите дека тоа го правите со вера, а всушност е дрскост. Тоа беше случај со еден белградски пророк, кој што сакаше да воскресне мртво дете во Македонија 2001 година. Борче го знае тој случај. Многу е лесно, значи, да реагираме со дрскост кога веќе сме верници и кога веќе, дури да сме биле по природа коркачи, верата, долгогодишно искуство во верата знае да ги направи луѓето храбри. Тоа е дело на Божиот дух. И јас тоа од искуство го знам, дека е така. Но, сега пак, на верниот човек често му се заканува другата крајност. Многу е лесно да реагира со дрскост и да покаже дрскост, мислејќи, лажејќи се себе си, дека постапува според верата. Затоа реков лани ова време, дека Христовите зборови, кога барате нешто, што и да побарате во моје име, верувајте и ќе ви биде. Тој збор верувајте е голем збор. И што се подразбира тој збор, за да не испадне дрскост. Тој збор верувајте е голем збор. Што се подразбира верата, за да не испадне дрскост. Сега ќе ја видиме таа фина разлика меѓу верата и дрскоста во Давидовиот случај. Во 32 стих, Давид веќе отиде кај Саул и сега дури го охрабрува самиот Саул. Никој нека не паѓа со духот пред овој. Твојот роб ќе отиде и ќе се бори против тој филистеец.
покажува понизност Давид пред Саула, се прогласува и себе си за негов поданик, бидејќи де факто бил. Иако малку пред тоа покажал голема вера и храброст кога го ставил Господа на престолот на Израел и на позицијата на врховен командант на израелската војска, а не Саула. Како реагира Саул на Давидовата храброст? А Саул му рече на Давид: не можеш да одиш против филистејецот, да се бориш против него, зашто ти си уште момче, а тој е војник уште од раната младост. Навидом разумни зборови, нели? Да, само затоа што Саул е коркач. Што значи ова? Знаете, ево да ви кажам еден пример, друг пример. Пред да го кажам примерот, да не заборавам подоцна, да забележиме тука во 33 стих, Саул го советува Давида нешто што е навидом многу разумно така. Значи, не можеш да се бориш со него, тоа е реалната ситуација. Не можеш, ти си момче, а тој ем джин, ем силен, ем искусен војник, уште од раната младост. Тоа е реална ситуација. Но Саул, овие зборови ги кажува затоа што Давидовите зборови му се чинат, му изгледаат како што? Како дрскост. Значи, дрскоста, рековме, е будалаштина, спротивно на разумот. Затоа реков Милошевич, постапи дрско. Не е точно дека е доволно само храброст и решителност за да победиш надмокен непријател, како што беше НАТО за него во случај. Надмокен непријател се победува само со вера, а не со дрскост. Но токму тоа србите го немаат и ден денес. Не само во времето кога има атеистичка власт. Значи, Давидовата храброст е протолкувана како дрскост. Елиев дури така и рекол: ја знам твојата дрскост и твоето лошо срце, му вели на Давида. Бидејќи самите без вера не можат да ја препознаат верата и не можат да ја разликуваат верата од дрскоста. Ајде да видиме сега понатаму што се случува. Давид се повикува на некое какво такво искуство. Тогаш Давид му рече на Саул: секогаш кога твојот слуга ги пасеше татковите овци, ако случајно дојдеше некој лав или мечка и ќе одвлечеше овца од стадото, тогаш како постапувал Давид? Некако нашиве коркачи овдека, кои што, кога ги нападна НАТО 2001 година, тие се исплашија и дури не смеја, не само што не се дрзнаат да го окупираат Косово, да влезат, да го згазат, туку не смеја во медиумите да кажат кој ги нападнал. Со други зборови, те плукаат и викаш врне. Продолжуваме понатаму. Давид наместо тоа вели: јас се спуштав по нив. По кого? По лавот и по мечката. Јас се спуштав по нив, ги напаѓав. Со што ги напаѓал? И им ја одземав од устата нив на овцата. Знаеш што значи овчар да бидеш? Денешните министри не може да бидат овчари.
Имав еден покоен сосед што знаеше да каже и да бидеш овчар. Тоа е голема работа. Сакаше да каже за тогашните југословенски власти дека тие не се способни ни овчари да бидат. А што мисле, лесна работа да бидеш овчар? Лесна работа да бидеш говедар? Се разбира, не. Тоа е вештина. Тоа е умешност. Давид, со што ги напегал лавот и мечката Давид? Мисли дека имал оружје за да ги нападне? Понатаму вели, ако пак тие се нафрлеа врз мене, јас ги фаќав за гривата, ги удирав и ги убивав. Нема оружје. Младиот Давид, како Самсон, можеби Самсон му бил голема инспирација. Лав и мечка убивал твојот слуга, па сега кога лав и мечка сум убивал, а и овој необрезан филистеец ќе стане истото како со нив. Но зошто? Не затоа што јас сум храбар, како што би рекле комунистите. Бидејќи не ја гледаат верата. Видите колку атеизмот, најограничениот светоглед, најфаличниот светоглед, може да ви нанесе штета ако сте атеист. Не можете да ја видите по широката слика. Имате само еден ограничен видокруг. Не можете да видите Божјата сила, бидејќи немате вера. Давид кажува дека, и тука разбираме на кој начин и лавот и мечката успевал да ги убива, и од каде потекнувала храброста и со нив да се фаќа во коштец, по ова како реагира со необрезаниот филистеец. И тој ќе стане истото како со нив, зошто? Бидејќи ја навредува војската на живиот Бог. Еве Давидовата вера, еве разликата помеѓу верата и дрскоста. Но неверниот ум тоа не може да го види. Не може да ја види таа фина разлика. Давид рече уште 37 стих. Господ кој ме спасуваше од канџите на лавот и мечката, ќе ме спаси и од рацете на овој филистеец. Ова се вика вера. Давид не влегува во конфликт затоа што Голијат него лично го навредил, значи зашто Давид имал повредена лична гордост. Не влегува во конфликт затоа што филистеецот го навредувал израелскиот народ, значи повредена национална гордост, како србите, например. Туку Давид реагира вака и влегува во конфликт, затоа што филистеецот го навредувал кого? Го навредувал нивниот Бог. И тоа, сакам да го запаметиме, бидејќи тоа ќе биде искушението на Божиот остаток во последното време. Во последното време, соочени со прогонствата на Антихристот, кои што веќе почнуваат, Божиот народ ќе биде храбар да се спротистави на злото. Но, не затоа што се повредени неговите лични права, пример, така наречените граѓански права, туку затоа што ќе сакаат да го, значи нема да го бранат своето лично право, туку ќе сакаат да го бранат Божиото право на нивниот живот. Ќе сакаат да ги бранат Божите интереси, а не своите. Што е обратно од ова? И веќе почнува тоа решетање, како што гледам, и во нашите редови. Обратно од тоа како ќе постапи остатокот во блиска иднина против диктатурата на Антихристот, која што веќе се надзира
иако се уште се јадат чварки за некаква си демократија, веќе се надзира диктатурата на новиот светски поредок, за оние што будно внимаваат, се разбира. За оние кои што го опиваат својот ум, за нив е сеедно, може да се гласа и за содомијани на избори, едноставно сеедно е. Поважни се личните интереси од Божиот закон. Давид покажува вера затоа што се потпира на силата на живиот Бог. Саул го облече Давид со својата облека, му стави на главата бакарен шлем и му навлече железен оклоп. Зошто го направил Саул ова? Прво, Саул повеќе не сакал да разговара со Давида, откако му го дал првиот совет, кој што е навидум разумен, но всушност е совет кој што подразбира дека Давид е дрзок и не може да ја види верата во него. Саул претоставува дека во себе си вели, ајде, чим си будала и сакаш да гинеш, гини, ама колку толку да те заштитам. Всушност, некој ќе рече, па може би Саул покажува тука грижа. Всушност, ова е будалаштина. Ова што Саул го прави е будалаштина. Кога се реагира во паника, можат само будалаштини да се прават. Замислете некој да постави пред вас задача да треба да го препливате целиот океан. Пример, да почнете од Сан Франциско до Токио да стигнете со пливање. Не Охридско езеро, не Ла-Манш, туку целиот океан. Може некој да го преплива? Со човечки сили? Не. И сега замислите некој на кандидатот што се јавил да го преплива океанот, да му ја поклони најдобрата нуркачка опрема, последна технологија. Што е тоа? Мудрост или будалаштина? Будалаштина се разбира. Не е до опремата. Божем со опремата ке стигне до Токио. И ова што Саул го прави не е мудрост, не е предпазливост, туку е будалаштина. Ако Давид нема шанси против Голијат, затоа што Голијат е надмокен противник, тогаш никаква опрема, никакво оружје. Да беше до оружје што не искочеше самиот Саул. Што не искочеа другите коркачи, Елијав и компанија. Ако беше до оружјето, до оклопот, до шлемот. Тридесет и деветиот стих вели, Давид го опаша мечот негов врз облеката и се обиде да оди, бидејќи никогаш не одел со такво вооружување. Значи, за Давида ваквата опрема е незгодна, неодговар, несоодветна, неприкладна. И Давид му рече на Саул, не можам да одам со ова, не сум навикнат, и го симне Давид сето тоа од себе. И сега што прави Давид? Ова е исто така многу битен момент, кој што би сакал да го запаметите и сите вие, и сите што не гледаат, а не само интернетот. Интернетот ќе го запамте. Меѓутоа, би сакал човечките умови да го запаметат. Значи, Давид навистина не бил обучуван за војна, не бил трениран да ракува со меч, да користи оклоп, шлем, штит и така натаму. Дори како момченце, така да речеме, премногу му е тежок тој оклоп да го носи. Не може ни да оди со него. Со други зборови, тоа е нешто што го слабее тој товар на себе.
што го слабе, го прави по-неподвижен, по-слаб и уште повеќе ги намалува и тие никакви шанси што ги има пред да го облече. Но сега гледаме дека Давид, откако го симнува сето тоа од себе, сето тоа што представува слабост, тој не излегува сега дрско, без ништо, значи, против Голијат, надевајќи се само во Божјата интервенција. Тоа би било дрско. Често пати ние ја правиме оваа грешка. Например, кога е во прашање нашето или здравието на нашите ближни. Знаеме, од мрза вака да реагираме. Сега, што е битно? Што ќе јаде, што ќе пие ово, она, кога и така е неизлечива болест. И така е неизлечива болест. Ајде само да се молиме, да постиме и Господ да ја реши работата. Што е тоа, вера или дрскост? Дрскост, точно. Господ сака, како Исус Навин, и како Давид во случајов, да го направиме сето она што е во наша човечка моќ. Че кога се молам за нешто, може ли Господ да ме вослуши, се молам за нешто, а самиот не правам се што е во моја моќ да се постигне тоа нешто. Може, тогаш дали Господ ќе ме вослуши? Не. Господ сака да направиме се што е во наша моќ. Човечки. Не се надеваме на тие човечки средства. Не се надеваме на сокови, не се надеваме на здрава храна, не се надеваме на вежби, на ова или на она. Не се надеваме на тоа. Меѓутоа, Господ сака да го направиме се што е во наша моќ, човечки гледано. И дури потоа да ја побараме неговата помош. Како што пишува за Исус Навин. Пред да се освои Ерихон, Исус Навин така ја подготвил израелската војска. Како да освојувањето на Ерихон зависи само од човечка сила. Значи, направил се што е во човечка моќ. Така добро ја подготвил израелската војска и себе си, како да освојувањето на Ерихон зависи само од човечка сила. А потоа клекнал на колена, откако направил се што е во негова моќ, човечки. Потоа клекнал на колена и така се молел на Господа, како да падот на Ерихон зависи само од Божјата сила. Тоа е тајната на успехот. Откако Давид го фрла, го симнува незгодниот и неприкладниот оклоп од себе и оружјето Саулово. Што прави Давид? Го прави она што најдобро го знае. И што го правил како овчар. Потоа го зеде в рака стапот свој, си одбра 5 мазни камчиња од потокот. Значи, Давид не чека Божите ангели да го суредат Голијат. Туку Давид, влегувајќи со вера во битката, го прави од своја страна она што најдобро го знае. Она што е неговата најдобра вештина, на која што бил навикнат и која што ја практикувал, на која што бил увежбан. Одбра 5 мазни камчиња од потокот, ги стави во овчарската торбичка што беше со него. И со торбичката и пракета в рака излезе против филистеецот. Еве како излегол. Излезе и филистеецот, одејки и приближувајќи се кон Давид, и пред него одеше оружјеносецот. Погледа филистеецот и откако го виде Давид, како реагираше?
логично, со подсмев го изгледа, бидејќи беше многу млад, еве го повторно ова, рус и убав. Еврејскиот оригинал малце ја проучив оваа тема, бидејќи првиот пат кога го прочитавме во 16 глава, ме заинтригира. Еврејскиот збор е адмони, исто што бил и Едом, дури се вели дека и Јосиф бил таков, човек со црвеникава кожа или црвеникава или навистина руса коза. Така велат еврејските прирачници. Но, тоа е сега друга тема. Филистејцот му рече на Давид: зошто си тргнал против мене со стап? Да не сум куче? И филистејцот го прокол на Давид со боговите своји. Можеме да си предпоставиме какви пцовки биле ови. И филистејцот му рече на Давид: приближи се до мене и ќе им го дадам телото твое на птиците небесни и на зверовите полски. Давид му одговори на филистејцот: ти одиш против мене со меч, копје и штит, јас пак одам против тебе со што? Со мојата храброст, со мојата дрскост. Со моите борбени гени, со моето искуство. Не. Или со будалаштината на Милошевиќ. Не. Јас одам против тебе во името на Господ Саваот, Бог на израелската војска, што ти ја навредуваш. Сега ќе те предаде Господ во раката моја. Видите, ова е вера. Давид е однапред убеден дека ваков ќе биде исходот, затоа што се надева на Господа. А истовремено го прави сето оно што најдобро уме да го прави. Денес ќе те предаде Господ во раката моја и јас ќе те убијам, ќе ја симнем од тебе главата твоја. Ова на културен начин кажа. И ќе им ги дадам и труповите на филистејската војска, на птиците небесни и зверовите земни, и целата земја ќе дознае дека има Бог во Израел. За жал немаше Бог во Србија пред 20 години. Нема Бог ни во Иран денес, иако врескаат Аллаху Акбар, ама не се надеваат на Аллаху Акбар против евентуален американски напад, туку се надеваат на руското оружје С-300, С-400 и не знам што друго им продал Путин, што се знае и што не се знае. А што за жал србите и тоа го нема 99-та година. Значи нема ниту посилен брат на него да се надеваат. А за жал го нема, како што и денес го немаат Господ. Сите овие бивши христијански народи. Забележка дека од 99-та година до сега Америка започнува војни само тогаш, и тоа го велат многу аналитичари исто така, но не треба се биде аналитичар за да се забележи тоа, само таму каде што е сигурно дека ќе победи. Значи, каде што има работа со доволно слаб противник. Србија ли е, Афганистан, Садам Хусейн, Ирак, Либија, Гадафи, да. Ама, Израел вреска уште од 2008 година да се нападне Иран, а Америка вели не. Зошто? Нешто знаат, се разбира. Додека израелците се дрски,
како србите, знаат да ги одликува храброст по природа и бунтовност, гледаме уште во римско време беа такви. Израел би започнал војна ако треба и цел свет да се уништи. Дури денес постои една така наречена, имаат стратегија, израелската војска има една стратегија што се нарекува Самсон. Стратегијата. Значи, ако дојде до таму работата, Израел да изгуби и муслиманите да го избрешат од карта како што сакаат, он ќе активира нуклеарна бомба и ако треба целиот Блиски Исток, како Самсон, значи. Сите ќе умрат. Ако треба Израел да умре, сите нека умрат. И тоа постои, тоа се вика стратегија, не знам дали беше стратегија зборот или нешто друго, стратегија Самсон, така ја нарекува, бидејќи како Самсон што го слепиот Самсон на крај побора сила од Господа да го сруши храмот на Дагона и со себе си сите филистејци да умрат и вели извештаот дека од тој чин Самсон убил многу повеќе филистејци со тоа, отколку сите што ги убил до тогаш во својот живот, замислете. Но коркачкиот НАТО пакт не сака да му се повтори Виетнам и затоа сака да напаѓа само доволно слаби противници, каде што е сигурен дека ќе победи. И тоа е човечка природа, нели? И тоа е човечка природа. Но Давид се надевал на Господа Саваот. Колку прекрасни зборови. Што значи во превод? Што? Саваот. Господ над војските. Господ над војските. И продолжува во 47 стих Давид. И сите овие луѓе ќе разберат дека Господ не спасува со меч и копје, зашто тоа е војна на Господ или Господова битка, и тој ќе ве предаде во рацете наши. Кога филистејцот се исправи и почна да пристапу и да се приближува кон Давид, Давид брзо се стрча кон местото на борбата против филистејцот и брекна со раката во торбата, извади оттаму еден камен и фрли со праќата. Та го удри филистејцот в чело, така што каменот се заби во челото негово и тој падна ничком на земјата. Така со праќа и камен го победи Давид филистејцот, го удри филистејцот и го уби, а Давид немаше меч во рацете. Немаше меч ни против лавот, ни против мечката. Потоа му пресече главата и така натаму. Тогаш одеднаш добија голема храброст, вели 52 стих. Мажите израелски и јудејски, па кога викна, ги гоне филистејците до влезот во долината и до портите на Акарон или Екрон, и обиените филистејци паѓа по патот Шаарим до Гет и до Екрон. Ама откако Господ заврши работа преку Давида и благодарение на неговата вера. Холивуд и ова го извитопери, бидејќи не ја гледа верата, како битна, како суштина во целата ова позадина. Па во овој последниот најглупиот филм, сите последни филмови што ги прават на библиски теми се поглупави од претходните. Тоа е доказ колку деградира духовно денешна субкултура. Покажуваат како Самуил цело време го обучува Давида за воени вештини, за битка. Демек до тоа е. Но и во постариот филм со Ричард Гир, Давид прво фрла камен и Голијат го одбива со штитот, првиот камен. И дори потоа, дали од вториот или од третиот обид, му се забива камен в чело. Така е? За да испаде на тревка било. Му се посрекило, или имал среќа, што би рекле неверници.
без да знаат од каде потекнува зборот среќа. Што значи зборот среќа? Или срешта? Значи средба. Имаш среќа ако имаш средба, ама средба со кого? Ако си го сретнал Господа, се разбира. И така, неверникот би рекол, Давид имал среќа. Или късмет. Се само да не се признае верата, она вистинското, она против што денешна цивилизација се бори. Давид го победи Голијат. Не затоа што беше само храбар и решителен, туку затоа што пред се беше верен на Бога. Верен, но не и дрзок. И само од неговиот пример забележуваме што подразбира верата, за да се разликува од дрскоста. Ако даде Господ живот и здрави, на оваа тема верата и дрскоста ќе размислуваме со други примери и со цитати од Духот на пророштвото следната сабота. Оваа тема е битна. Мора да ја разликуваме верата од дрскоста во нашиот живот, бидејќи сме склони, кога сме веќе долгогодишни верници, склони сме да ги помешаме двете. Склони сме често да реагираме дрско, мислејќи дека реагираме со вера на тој начин. И правиме катастрофална грешка, бидејќи имаме катастрофална заблуда. Господа ве благослови сите вас. Амин.